Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Ранливите категории на граѓани ќе можат од денеска да аплицираат за клима уреди и за финансиска помош за потрошена електрична енергија, објавен јавниот оглас. Матурантите што не ја положија државната матура, денеска и в четврток се тестираат. Денеска се одбележува 12 август, меѓународниот ден на младите. Податоците говорат дека 23,7% од младите ниту учат, ниту се образуваат. Препорака до идните градоначалници да се посвети повеќе внимание на нив. Времето денеска сончево и многу топло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини врз основа на програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2025 година објави јавни огласи за поддршка на домаќинства кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија преку доделување на право на купен и вграден инвертер клима уред со моќност од 3,5 киловати и енергетска класа од најмалку А+, финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица кои припаѓаат на категоријата ранливи потрошувачи. За доделување на инвертер клима уред, рокот за аплицирање е 60 дена од денот на објавување на јавниот оглас, односно до 5 октомври 2025. За финансиска поддршка за потрошена електрична енергија, рокот за аплицирање е 30 дена од денот на објавување на јавниот оглас, односно до крајот на август 2025 година. Двата екстерни испита во августовската испитна сесија од државната матура за матурантите кои во јуни не ги положиле или не ги завршиле во целост се полага денеска на 12 и на 14 август. Денеска матурантите се на тестирање по мајчин јазик и литература, а во четврток е полагањето на изборниот екстерен испит. Според податоците на Државниот испитен центар, за двата испитни дена вкупно се пријавени 1118 ученици.
Од високото ниво на невработеност, неквалитетно образование, недостаток на младински пријателски здравствени услуги, па се до слабата институционална поддршка и недостигот на безбедни јавни простори, корупција, младите се принудени да бараат перспектива надвор од сопствената држава, велат од невладината организација ХЕРА. Податоците говорат дека 23,7% од младите на возраст од 15 до 29 години се НЕЕТ, ниту во образование, ниту во вработување, ниту во обука, што е далеку над европскиот просек и сериозен сигнал за системска негрижа за оваа генерација. Податоците од најновата национална стратегија за млади 2023-2027 укажуваат дека младите во земјата се соочуваат со ограничен пристап до услуги, ниско ниво на учество во јавниот живот и недоверба во институциите. Повеќе од 2/3 од младите сметаат дека не се вклучени соодветно во процесот на донесување на одлуки и дури 70% од младите не се заинтересирани за политиката. Студијата за социополитичко учество на младите во Северна Македонија потврдува дека половина од младите, 51,4%, сметаат дека властите воопшто не се грижат за нивните потреби и проблеми, а само 1,1% сметаат дека властите целосно се грижат за нивните потреби и проблеми. 3/4 од младите, 73,7%, досега не биле вклучени или консултирани од локалните или националните институции при носењето одлуки. Загрижува и фактот што 74,4% од младите не припаѓаат на ниту една организација или друга форма на организирање. Од невладините младински организации потенцираат дека се започнува од локалната заедница, затоа ги повикуваат идните градоначалници да посветат повеќе внимание за грижа на младите. Временска прогноза. Времето денеска сончево и многу топло, ќедува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Прилеп сончево и многу топло со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до 16, а максималната ќе достигне до 34 степени. Како што информира Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на многу топла воздушна маса, во текот на оваа седмица ќе се задржи сончево и топло време со умерена облачност во текот на денот. Ќедува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.